Добродошли назад во отвореното студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, а со мене во студиото е господинот Бојан Маричич, кој што е советник на господинот премиерот Зоран Заев и е раководител на техничкиот тим кој што преговара со Европската унија. Господине Маричич, ми дозволите на самиот почеток, бидејќи како што седнавте вие на масата, така ми стигна соопштение за тоа дека Министерството за надворешни работи денеска го повикала амбасадорот на Унгарија, се извинувам, во Република Македонија, му предала практично протестна нота. Во нотата, во соопштението по повод нотата се вели дека се надеваат македонските власти дека во случајов Унгарија ќе постапи во духот на добрите билатерални односи на европските вредности и принципи поврзани со владењето на правото, и во тој контекст веднаш и без одлагање ќе го отфрли барањето за добивање азилантски статус на осуденикот и беглец од правдата Никола Груевски. Истиот ќе го предаде на Република Македонија заради извршување на изречената казна затвор, како и продолжување и завршување на останатите судски постапки против него. Ова е соопштението на нотата. Јас знам дека нотите се обично поостри во својата содржина отколку што се соопштенијата, но ова предавање на нота предпоставува дека се расчистени некои фактички работи околу бегството на господинот Груевски и дека фактички сега е веќе расчистено дека тој во Унгарија и по патот унгарската асистенција за тој пребег е констатирана. Во право ли сум ова го кажувам или има уште работи кои што се нејасни? Целосната информација се уште се комплетира. Меѓутоа, она што е несомнено точно и што беше јавно потврдено од дел од соседните држави, например во случајот со Црна Гора, е дека имало сериозна логистика од страна на унгарските дипломатско-конзуларни представништва во регионот за движењето на Никола Груевски преку соседните држави Албанија, Црна Гора и понатаму на север. Ај вака малку да ве прашам за прашање кои што се малку зад сцената, бидејќи вие сте сепак во една непосредна близина на премиерот и така. Бевте комплетно изненадени од ова што се случи? Апсолутно да. Гледам дека и реакциите би се такви, дека премиерот го гледав и некни кај колегата Васко Попетрески на 360 степени, делуваше малку уморно и делуваше просто со, како да ја кажем, со една потисната агресија, би рекол, бидејќи како да се чувствува дека виси на една закачалка на која што кој како ќе помине го закачува, а од друга страна е на врвот на една пирамида која морала да реагира и да спречи вакво нешто. Имам ли право кога кажувам вакви оценки? Премиерот одговараше доста време на доста тешки прашања и ова е еден период од година и пол кои што беа доста интензивни, се уште се многу интензивни. И врз целата влада и врз него како шеф на владата секако се прекршуваат тешки прашања. Не верувам дека е тоа агресија, тоа е жолчна дискусија, тоа е објаснување на тешки новинарски прашања, меѓутоа она што е факт е дека премиерот никогаш не избегал од отворени прашања, од критики, ниту пак од објаснување на јавноста. Нормално дека ова е непријатна ситуација за сите, секако за нашите институции, секако за Унгарија како држава членка на ЕУ, за европските институции и за Брисел и за сите соседни држави низ кои што Груевски поминал како бегалец. Половина Балкан. Да. Се извинувам. Јас се разбирам, не ве викнав вас тука да ми го толкувате премиерот, но не можев да пропуштам прилика и тоа да ве прашам. Она заради што ве повикав е затоа што сте вие веројатно еден најблизок контакт и однос со Брисел и со Европската унија. Како таму се доживеа оваа афера, веројатно најкрупната афера минатата недела во Европа? Како таму реагираат челниците и функционерите со кои вие имате контакт? Па, ние минатата недела бевме на оние технички подготовки за поглавието 24. Кое што е поглавие? Кое што е воедно поглавие кое што директно ги засега овие прашања, азил, миграција, правда, слобода, безбедност. Да не речам дека еден голем дел од врвот на МВР беше таму во делегацијата и без разлика на тоа што ние ги теравме техничките подготовки во однос на директивите, стандардите, меѓу кои стандардите за азил, неминовно влијаеше оваа ситуација и во Брисел се затечени и изненадени, непријатно се разбира, бидејќи Груевски не избега во било која држава. Прво фактот дека избега од државата е доволно
шокантен и прави доволно голем проблем, а фактот дека избега во држава членка на ЕУ, која што јонака имаше и во минатото и во моментот има дискусија со европските институции околу тоа што е недоразбирање околу тоа што е владење на право, кои се принципите на ЕУ и така натаму. Значи, факт е дека постои таа политичка дискусија, политичка поделба, како сакаме да ја кажеме. Во овој случај неминовно, сега како зборувам аналитички, овој случај неминовно ќе дополнително оптовари таа поделба и ова е товар за европските институции, затоа што владењето на правото е темелна интеграцијата во ЕУ. Поглавјата 23 24 се отвараат први, се затвараат последни. Значи огромна лупа држи Брисел и сите држави членки, Франција, Холандија и така натаму, врз сите држави од Балканот на овие прашања. И сега, ако ние имаме случај на високо гонета корупција, што е случајот со Груевски, каде што е во 5 случаи најмалку е обвинет за тешки кривични дела, одеднаш после првата пресуда тој бега во држава членка на ЕУ. Тоа не може да не биде голем товар за европските институции и за Унгарија како држава членка на ЕУ. Како реагираат челниците на Европска унија зад сцената? Јас не мислам дека треба поименично да ми кажете кој како реагира, но освен што се изненадени, има ли таму некој кој што може да сврти телефон до Будимпешта и да поразговара со господинот Орбан на некаков ефективен начин за разрешување на оваа ситуација? Секако дека да, значи има целиот политички врв на Европската унија ќе побара одговор од Орбан и не само политичкиот врв на Европската унија, туку и државите членки кои што се заинтересирани Балканот да се движи напред. Ова не е во интерес на ниту една држава членка, ниту Германија, ниту Франција, ниту Холандија, ниту пак Австрија како еден од главните спонзори на Балканот за интеграција во ЕУ и сигурен сум дека сите тие ќе побараат одговор од Орбан, бидејќи и онака унгарската влада беше прилично тврда во однос на прашањата на миграција и азил и би се очекувало, ако се следат европските правила, да постапи како што ние бараме во нотата. Знам, господин Марецич, меѓутоа, знаете како, очигледно дека го исервисирале и му асистирале прилично далек пат да помине. Не ќе влегувал Орбан во таква авантура да сега ни го испорача назад. Во владата очекувате, освен што официјално изјавувате и барете да биде испорачен назад, реално очекувате тој да биде вратен овдека или повеќе мислите дека постои варијанта да биде испратен во некоја друга земја, можеби по негова слободна волја? Не би смеело тоа да се случи. Ние сме должни да постапиме по правилата и мислиме дека владата на Унгарија не би требало да ги ризикува и својата позиција во ЕУ и односите со Македонија да го направи тоа. Ако е Груевски таму и ако е со нивна помош таму, треба да се постапи по правилата. Дали ќе го пушти во некоја трета држава, тоа е одговорност на унгарската влада. Тоа секако би станало уште поголем проблем, особено во зависност во која држава ќе би отишол Груевски. Ние до последно во рамките на нашите можности, што ги дозволува и дипломатијата, и документите за екстрадиција, и обраќањата до европските институции, ќе инсистираме Груевски да се врати во Македонија за да одлежи казната затвор. Јас вечерва имам неколку гости со кои ќе разговараме повеќе детали околу целата ситуација. Ќе ми биде господинот Александар Диневски, кој што беше и суден и осуден во рамки на она афера Шпион за шпионажа во корист на Унгарија. Ќе ми биде гостин господинот Ѓорѓи Спасов, кој што сепак одлично ги познава и како бивши амбасадор, да кажем, овие деликатни дипломатски и политички аспекти за сите овие прашања. Конечно и со господинот Владо Пешевски, мислам дека бившиот подпредседател на владата токму на Груевски, ќе имаме можност да отвориме некои од овие прашања. Но ве прашувам вас, се доби впечаток дека прилично неподготвени и неснаодливо реагиравте на целата оваа ситуација. Еве, поминуваат 6-7-8 дена од настаните, тоа беше минатиот викенд и така натаму. Ние се уште немаме пресконференција во која што официјално би биле информирани што всушност се случи. Тоа е затоа што не можете да ги соберете како држава податоците, информациите, или затоа што реално не се снаоѓате добро во оваа ситуација? Тоа е пред се затоа што секој податок што го имаме, пред да го објавиме како официјален, мора да го провериме повеќе пати од повеќе извори. Затоа што за да излеземе со целосна информација, знаете дека треба да се вклучат информации што ги засегаат повеќе држави. Значи имаме ситуација во која што повеќе соседни држави се поминати од страна на Груевски. Ние мораме точно како институции да утврдиме нивната улога
во и формална и политичка во проаѓањето на Груевски, затоа што во моментот кога ќе излеземе со јасен став, тоа може да има политички последици, дипломатски импликации, може да има трајно или пак периодично нарушување на односите со некоја држава. Исто така мораме до крај да го расветлиме целиот пат и целиот однос на локалните власти, на националните власти на државите кај што тој поминал, и вклучувајќи ги и домашните институции и помагачи кои што би можеле да му домашни помагачи, бидејќи ова е сепак зафат кој веројатно тој самиот не земал карта автобуска за да тргне од Кичево кон Дебар, туку од Кичево не се оди за Дебар, може и од таму. Може, ама е потешко. Може од Гостивар е подобро. Значи за да сакам можем да кажам, веројатно има и домашна мрежа која му помагала. Да, ова е заедничка операција на сите институции. Информации имаат од првиот ден, особено Министерството за внатрешни работи, меѓутоа за да излеземе во јавност и за да имаме конечен став и за да се определат на тамошните акции особено, мораме да ги расветлиме сите детали и мора врз основа на тие детали да излеземе во јавност. Дел од работите мораме повеќе пати да ги потврдиме со сите соседни држави, нивните органи да не ги потврдат за да можеме да ги сметаме за официјално. Во јавноста сеедно е впечатокот дека тоа оди споро, дека се избрукавме пред светот и веројатно тоа е нешто што не ќе може да се избрише. Сепак сакам да ве прашам, можно ли ние да добиеме сега нова во наводи Грција на нашиот пат кон Европа, која ќе се вика Унгарија? Може ли ова да не ги влоши толку односите со Унгарија, бидејќи гледате, денеска е врачена нота на унгарскиот амбасадор. Следниот степен доколку не се случи тоа што го бараме во нотата, ќе биде или да го повикаме нашиот амбасадор на консултации, или да го протераме нивниот амбасадор. А тоа ќе значи сериозно заладување во една многу непријатна околности, период и така натаму, една непријатна ситуација во која се наоѓа нашата интеграција во Европа. Јас токму заради ова што го прашувате, сакам и да објаснам зошто не сме се избрукале како што велите на тој начин како што го презентирате. Мислам дека ова беше еден високо Вие се избрукавте за домашната јавност, сега да чуеме за меѓународната јавност. И за домашната јавност да објасниме дека ова не е само обичен случај дали е Груевски во избеган или не е. Ова беше високо политички случај во кој што за високо политичка корупција. Ова е случај многу неговото процесуирање на судовите? Неговото процесуирање. Ова беше случај кој што беше и од него, и од неговата партија експлоатиран за да се објасни дека тој бил под некаков политички прогон, па дури инструира една од комисијата за дискриминација која што е под контрола партиска на опозицијата да издаде посолче дека и тоа се гледа во подготовка на бегството, бидејќи така тајмингот некако се погоди. Сакам да кажам дека органите на МВР и сите на извршната власт, заедно во корелација со судската власт, обвинителството и кривичниот суд, мораа да бидат координирани и внимателни и зборувам сега за извршната власт, постојано постапува според наредбите на судот и во согласно со правилата на МВР. И тоа е неминовно така, за да нема аргументи, да се додаваат аргументи дека имало некаков политички прогон или некаков. Освен изјавата на Заев за киднапирање, ама тоа беше иронична изјава со цел да се не се свати иронично. Веројатно не се свати иронично, беше иронично со цел да се отвори прашањето за улогата на соседните држави и на Унгарија во неговото бегство. Сега не ми одговоривте на прашањето. Ќе биде ли Унгарија новата Грција? Токму затоа велам дека јас не очекувам да биде доколку сите постапуваме по правилата. Ние затоа и постапуваме по правилата, затоа и сме многу внимателни во односот кон Унгарија и кон сите држави и затоа ги бираме зборовите, особено во официјалните настапи на институциите. Затоа што ако тргнеме во политичка битка со Унгарија, сигурно ќе добиеме нова Грција. А ако тргнеме по патот на правилата за азил и миграција, по патот да речеме на правото и владењето на правото, имаме поголеми шанси да ја добиеме битката на политички план, значи да не добиеме нов противник на европска сцена, а и да се обидеме да го вратиме Груевски според правилата во Македонија. Сепак е тоа една фрустрирачка позиција. Ние сме свесни дека Унгарија може да ни го закомпликува патот кон Европа, истовремено
и покрај сите овие напори за кои вие говорите, и покрај сите овие, како да кажем, протестни ноти и така натаму, Бугарија на крајот може да реши мериторно по своите некакви наоѓања да го задржи Груевски таму. Што Тоа нам би ни било- останува тоа? Тоа би било радикално свртување на нивната политика и кон Македонија и кон Балканот. Ја затоа не очекувам да се случува тоа. Да, ма се гледа дека нивната политика кон Македонија барем не била градена кон земјата, туку била градена кон власта. И веројатно и персонално кон Груевски. Јас денеска правам еден каталог на се што е направено од Унгарија во последните 15 на години во Македонија. Тој човек вака само кој ќе пребере по меморијата и кој ќе ги ставиш на лист хартија да се чудиш како е тоа можно. Ето, Унгарија имаше многу пати прилика во овие години и пол од кога е промената владата да се придружи на една мала група држави која што сакаше Македонија побавно да зачекори. Тоа не го сторија, напротив, секаде каде што можеа помогнаа и беа за тоа Македонија да ги отвори преговорите. Многу пати сме имале директна комуникација со владата на Унгарија и сме го отварале ова прашање дали различната политичка припадност на владите може да влијае. Тие секогаш не уверувале дека нивен стратешки интерес е Балканот, вклучувајќи и Македонија, да продолжи натаму и да чекори на патот кон ЕУ. И ние немаме причина до сега да веруваме дека тоа не е така. Затоа сме внимателни за да не предизвикаме радикална промена на оваа политика, зашто не би се постигнала целта ако ние влеземе во клинч со Унгарија и при тоа ефектот на тоа е нова блокада. Не сакаме да дадеме ниту една причина политичка да не блокираат, а сите правни чекори ќе ги превземеме за да разбирам ја вас ги дека истераме тоа овие правди. внимателно го терате, меѓутоа очигледно дека ќе дојдете до една точка кога ова не ќе може со коректност да биде веројатно изведено до крај. Еве би сакал да додадам нешто на ова. Затоа ве распрашувам која е реакцијата на Брисел, затоа што можеби Брисел би можел нешто да превземе што не мора ние да го правиме, Тоа сакам да а во кажам, наша корист. дека не е само Брисел во прашање. Во прашање се и Берлин, во прашање се и Париз, во прашање и Виена и другите држави кои што имаат интерес да ова прашање се расчисти до крај. Затоа мислам дека ќе имаме помош од сите оние држави, пред се заради нив, затоа што битката е на европска сцена изнесена. Товарот е сега на нивната сцена изнесен во моментот на бегството на Груевски. Треба да имаме предвид дека Брисел е во една речиси предизборна атмосфера, дека во мај следната година, значи за 6-7 месеци од сега, ќе има европски избори, ќе има секако нова композиција, нов состав на комисијата и во таа битка, во таа игра секако ќе има и предности и мани за да дојдеме до притисок. Да ве прашам директно уште нешто друго во капацитет на советник на премиерот Заев, додуше за европски прашања, ама се едно. А единствената билатерална реакција стигна од Соединетите американски држави. И бидејќи ние сите овие главни градови што ги спомнувате, оставија Брисел да реагира. Во овој момент работат ли американците нешто на овој проблем или останаа само на соопштение за јавност или вие не знаете? За тоа ќе треба да ги прашате американците. Она што ние го знаеме дека има соопштение и дека се заинтересирани за овој случај бидејќи многу вложија во владењето на правото во Република Македонија и затоа што впрочем треба скоро да станеме членка на НАТО, па се заинтересирани како ќе тече. Да, оваа членка на НАТО, од кој што ни се едно 4-5 земји членки на НАТО не пребега премиерот. Само на крај да ве прашам, ние имаме во моментов унгарски полицајци кои што се на границата таму негде кај јужно, кои што се обидуваат да спречат преоѓање на мигранти во Македонија. Мислам дека има еден контингент има во рамките на соработката што во рамките на соработката ќе потпишеме скоро и Фронтекс, ќе станеме дел од таа програма, така што предлагам да ги заробиме нив и да ги менуваме со Груевски. Тоа не би било фер према нив. Се шегувам, се разбира. Во моментов од режијата ме информираат дека на линија го имаме господинот Орхан Демировски, кој што се јавува од Форумот за демократска Македонија. Тоа е една од иселеничките организации кои што се грижат за она што се случува во и вон Македонија, е врзано за Македонија. Господин Демировски, дали ме слушате од Лондон се јавувате? Ало, добро вечер или добар ден. Да, добар ден. Дали се слушаме? Да, така е. Вие пред вчера или завчера издадовте едно соопштение во кое што на прилично остар начин се обративте кон владата, барајќи да се
продолжи со, се разбира, потресени од ова се што се случи со Груевски и предизвикани од тоа што практично сметате дека не се реагира на вистински начин, барате да продолжат судските реформи, проактивни истраги да се водат, барате во соопштението пресуди за корупција и организиран криминал што поитно, барате реформа на разузнавачките и безбедносните структури, потоа предупредувате дека ветените системски решенија не се исполнуваат. И сакате ли да елаборирате малку повеќе прво и за тоа кого представувате како организација, а и зошто точно сега во овој момент се јавувате со вакви реакции? Благодарам, Ордански. Форумот за Демократска Македонија е организација на иселеници, малку по-различна од организациите на иселеници кои досега ги имавме во етер. И ова не е прво сообщение, ние веќе функционираме скоро 2 години и имаме канцеларии и во Европа, и во Австралија, и во Америка. Јас се јавам моментално од Лондон. Тоа што се случува во Македонија се рефлектира меѓу иселениците и тоа е нормално и сите ние тоа го знаеме. Само на почеток сакам да сумирам тоа што се случува во Македонија и како е нашето чувство за тоа што се случува во Македонија. Господине Демировски, нема да имаме многу време, бидете по-краток, бидејќи ќе сака и господинот Маричич веројатно нешто и со вас да поразговара во врска со ова што ќе го кажете, докога тука во студиото. Повелете да не ме прекинувам повеќе. Една колешка наша во дискусијата пред да се јавам рече, италијанскиот новинар и писател Корадо Алваро еднаш има речено дека најголем облик на очај кој може да завладее во едно општество е да се сомневаш дека е попусто да се живее честно. И тоа е тоа што во моментов се случува во Македонија и тоа е тоа што ние како иселеници реагираме. Ние очекуваме по повод случајот со Груевски, ние очекуваме од криминалци да направат се што можат за да избегнат одење во затвор. Очекуваме да се вклучат во уште поголеми криминални активности за да се спасат. Очекуваме од нив да ги издадат своите довчерашни блиски пријатели и да покажат дека немаат идеологија, немаат морални вредности и затоа се во позицијата во која се. Меѓутоа, од тие што беа избрани на избори за да расчистат со криминалот во Македонија, мандатот не им доаѓа само од граѓаните на Македонија, туку и од граѓаните на Англија, Германија и Америка, кои ги испратија своите премиери и министри да дадат поддршка на ветувањето на оваа владеачка гарнитура. Има поддршка од целиот демократски свет во моментот кога дојда на власт да еднаш за секогаш ги стават за грешки тие политичари и бизнисмени за кои има докази дека биле вклучени во криминал. Вие разбирам поентата е одлична, а можеби ова згоден момент да го вклучиме колегата Бојан Маричич. Која е вашата реакција? Господин Орхан, слушајте, па ќе можете и со него да... Прво една реченица само би кажал дека многу ми се драги колегите од Форумот за Демократска Македонија, има многу пријатели што се членови по разни делови на светот и од секојаш сум гледал со симпатија кон нив. Меѓутоа сакам да направам еден коментар. Че ние денес во Македонија имаме ситуација во која што имаме поранешни министри во притвор и поранешен генерален секретар на влада. Имаме поранешен премиер кој што осуден на затворска казна и избега во бегство во странство. Имаме ситуација во која што еден од крупните олигарси или бизнисмени, како сакате, притвор заради борба против корупција. Значи имаме една ситуација во која што имаме и то како крупни риби кои што се или во процес или веќе пресудени. Значи не можеме ние да кажеме дека работата не е променета. Тоа што ова очекуваат голем дел од луѓето и дома и надвор, дека владата треба и да апси, и да суди, и да пресудува, и да спроведува, тоа е друг проблем. Вака, да не забораваме исто така, како тоа што го спомна премиерот. Оваа власт, особено делот од владеачката гарнитура која што дојде на власт делумно со оваа агенда, имаше 49 пратеници. И денеска дојде до една бројка од 80. Тоа не е лесен пат. Дали ова задоволителен одговор, господине Демировски, за ова што вие говорите? Не сакаме да разговараме колку луѓе се во затвор. Тоа е помалку важно. Важно е да се постават темелите на една поинаква Македонија во која ќе владее правото. А тоа не ли е доказ за една поинаква Македонија? Законите ќе важат за сите. Тоа е важно. Дали ова што го кажувате,
Дали ова што го кажувате еден став кој што може би превладува не само во вашиот демократски форум, туку и во пошироки некакви кругови на иселениците? Видете, Македонија, исто како и диаспората, е поделена и по однос на договорот со Грција, и по однос на уставните амандмани, и по однос на фискалните политики и многу други прашања. Меѓутоа, во едно не сме поделени, ние и од форумот и другите организации на иселеници, дека сакаме криминалците што ја опустошија Македонија не само во претходните 11 години, него во последните 30 години да се стават зад решетки и да се направи поинаков систем во кој нормално ќе живееме. Господин Орхан Демировски, јас многу ви благодарам за јавувањето од Лондон. Се надевам дека повторно со вас или со некој друг од вашиот демократски форум ќе се слушнеме во друга прилика. Господин Маричич, ви благодарам што дојдовте и што со нас Благодарам за поканата. Благодарам и на вас. А вам, почитувани гледачи, ви предлагам да останете со нас, бидејќи следува возењето со Вучич, после тоа следува нашиот ексклузив, па следува Сергеј, кој ќе се размавта со мечовите, па потоа следува една минута со Јана, па се гледаме повторно во Дневник.